Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва политичка анализа. Вие ја најавив за минатиот четврток, меѓутоа беше Свети Јован, беше Водици, кога се големи христијански празници, тогаш не сакам да правам тешки политички анализи. Можеби многу минут да беа разочарени, меѓутоа една недела само подоцна е политичката анализа на 3 или на 4 точки, гледате што се случува во Србија, односите помеѓу Македонија и Бугарија и внатрешните политички разврски во Република Македонија. Дојдовме до одредена точка кога се влегува во една забрзана разврска во Македонија, во регионот и во светот. Војната Украина влегува во одредена фаза на ескалација. Можеби сега поради зимата тоа е ставено под тепих или ставено под маса, меѓутоа најавите дека ќе има патриот системи од Америка, дека ќе има германски тенкови, дека ќе има британски американски тенкови, тоа покажува дека меѓународната заедница со сите сили ќе помогне на Украина и ќе се влезе во една топовска или една тенковска разрешница. Американците се подготват и за нов конфликт, тој е конфликтот во Тајван. 52 милиарди долари субвенции дава американската држава, Џо Бајден, американската администрација, на домашните фирми за производство на полупроводници и на микрочипови, бидејќи Тајван е најголем производител на полупроводници на микрочипови, вклучително и овие руски ракети работат со такви микрочипови полупроводници од Тајван и од Јужна Кореја, што ќе рече дека американците се подготвуваат за втор конфликт. Тоа е конфликтот околу Тајван. Тоа може да значи дека Тајван би го оставиле на Кина, па тие го села цело производство во Америка, или ќе се влезе во некоја брутална воена разврска. Ќе видиме, тоа се тие елементи во тој некој триаголник што се случува во Македонија, во регионот и во светот. И последната точка е дека меѓународната заедница размислува како да конфискува повеќе од 500 милиарди долари руски резерви, девизни резерви, кои се во меѓународни или странски банки, и тие средства да ги искористи за обнова на Украина по завршување на војната. Ево таков еден амбиент доаѓа она салто мортале на Александар Вучич и Република Македонија, или разочараноста од салто морталето на Александар Вучич е поголема во Република Македонија во споредба со разочараноста во Србија. Јас да и благодарам, почитувани гледачи, за сите кои гледате емисијата во Центар, и со тоа ваше гледање на емисијата во Центар вие помагате емисијата во Центар да може да опстои на YouTube, да опстои на ваква една политичка сцена во Република Македонија. Повеќе од 450.000 прегледи имаме во текот на јануари. 450.000 прегледи само со 2 или со 3 емисии. Обично кога се 8 или 9 емисии, тогаш бројот на прегледи оде некаде над 1 милион, што покажува една сериозна респектабилност на проектот или на емисијата во Центар. Некада за 2 или 3 недели ние ќе имаме повеќе од 50 милиони прегледи. Ќе имаме еден огромен љубилеј. Еден љубилеј кој всушност ни дава сатисфакција и на нас кои ја снимаме и кои работиме емисијата во Центар, а и на вас кои повеќе од 20-25 години, а последните 4 години исклучиво на YouTube каналот Васко Евтов, ја гледате емисијата во Центар. Исто така благодарност на луѓето кои со супер тенкс донации ја помагат емисијата во Центар, на луѓето кои се мембарси или ја користат опцијата membership и на тој начин дополнително финансиски ја поддржуват емисијата во Центар. Со тие луѓе кои се мембарси на емисијата во Центар, ние сме имале реализирано веќе 2 видео чат комуникации или дебати преку Zoom, трае повеќе од 2 сати. Сме имале една дополнителна политичка анализа во текот на јануари кои можеле да ја гледат само мембарсите на каналот Васко Евтов. И вечерва по завршување нова анализа или нова емисија, мембарсите или членови на клубот Васко Евтов се плаќа одредена членарина која чини околу 120 денари, ќе можат да реализираат со мене, да ми постават директни прашања за да одговарам на прашања поврзани со оваа емисија и со оваа политичка анализа. И на вие кои сте мембарси, и на вас кои не сте мембарси, и благодарам за довербата во изминатите 20 години. Се поклонувам пред таа ваша доверба, бидејќи без таа ваша доверба не би постоеле ни ние. Да не заборам, почитувани гледачи, да ја најавам следната емисија во недела во 22 часот, бомбона емисија Љупчо Ѓоргиевски против Тома Аврамски. Односно Љупчо Ѓоргиевски ќе се обиде да одговори на сите напади на Борис Стојменов и на Тома Аврамски, кои изминатите 2 или 3 месеци беа изречени на адреса на Љупчо Ѓоргиевски. Кој го нарачал атентатот на Љупчо Ѓоргиевски? Како е продадена Стопанска банка? Како е продадена Окта? Пари во Лугано, во Лихтенштајн, пари во Лондон и така натаму и така натаму. Значи бомбона емисија, Љупчо Ѓоргиевски одговара на сите обвинувања на Тома Аврамски и на Борис Стојменов и објаснува кои биле играчите
кои од зад сцената 2003-2004 година преку Тома Аврамски сакале да ангажират специјалец или атентатор кој требал да изврши екзекуција на Лупчо Ѓорѓевски. Значи таа емисија не дала во 22 часот, сега политичка анализа, а не дала во 22 часот интервју со Лупчо Ѓорѓевски. Гледате, почитувани гледачи, војната во Украина е нешто слично на короната. Како короната ги драматизираше или ги изостри сите проблеми кои било кој човек кој е заразен од корона ги имал, автоимуни болести, скриен шекер, притисок и така натаму, така и војната во Украина ги изостри сите проблеми во Македонија, во регионот и во светот. И ово што сега се случува во Србија, ова драматично салто мортале на Александар Вучич, сушност е резултат на изострените проблеми или се она што го носи како товар, како терет, како можна разврска во светот војната во Украина. Многу проблеми, многу работи ќе беа замрзнати конфликти ако не беше војната во Украина, вклучително и конфликтот во Косово. Меѓутоа поради војната во Украина, вие гледате, предлогот кој меѓународната заедница му го става на маса по принципот земе или остави на Александар Вучич е резултат на војната во Украина. Или како вели Александар Вучич, сите земји членки на Европската унија сега стојат за тој предлог. Нешто слично како со бугарскиот предлог во Република Македонија. Тој веќе не е бугарски предлог. Тој веќе не е бугарско вето. Тој веќе не е ни француски предлог. Тој е предлог на меѓународната заедница. 5 држави членки на меѓународната заедница не го имат признато Косово, односно 5 држави членки на Европската унија не го имат признато Косово. Тоа е Романија, тоа е Шпанија, тоа е Словачка, тоа е Грција и тоа е Кипар. Разбирливо за Кипар, бидејќи поделена држава на Северен Кипар и на Република Кипар. Северен Кипар под контрола на Турција, Република Кипар или Кипар кој е составен дел на Европската унија. Можеби е разбирливо и за Грција, го брани грчкиот интерес во Кипар, таа војна помеѓу Грција и помеѓу Турција. Романија поради она унгарско малцинство, токму околу тоа унгарско малцинство или токму поради тоа унгарско малцинство и почнува падот или протестите кои завршуваат со падот на Николај Чаушеску, Шпанија поради Каталонија, нели него признато, и Словачка. Словачка исто така има делови на унгарско малцинство, бидејќи во времето на адмиралот Хорти, Унгарија опфаќа делови на територија и во Романија, и во Словачка, и делови на Чешка или Чехословачка, Хрватска, Словенија, Украина и така натаму, или тоа е таа карта на голема Унгарија или голема Маđarска, која секој стои во канцеларијата на Виктор Орбан и конфликтот со Хрватска, како што Виктор Орбан вели, ако Риека и припаѓаше на Маđarска или на Унгарија, немаше да има проблем со увоз на руски газ или на руска нафта. Тоа е нели конфликтот. И Шпанија, која е клучна држава, знаете, после излегувањето на Велика Британија, после Брекзитот од Европска унија, специфичната тежина на Шпанија станува огромна во рамки на Европската унија. Шпанија е сега трета или четврта земја по сила во Европската унија. После Франција, Германија, евентуално Италија, на крај или на четврто место доаѓа Шпанија. И Шпанија и сите овие 4 држави, вклучително нели и Романија, кои не го признале Косово, а сега стојат за предлогот на Европската унија или на меѓународната заедница кој е ставен на маса пред Александар Вучич, покажува дека војната во Украина всушност ги изостри тие проблеми. Тие држави во изминатите 2, 3, 4 месеци или 12 месеци не го смениле својот став или својот однос во однос на Косово, владењето на право на Косово, косовската држава, независноста на Косово и така натаму, туку едноставно врз база на однесувањето на Александар Вучич, кој градеше политика во прво време на нов Јосип Брос Тито, кој ќе балансира помеѓу Русија, Западот и Кина, за на крај да биде сведен на малиот Путин, или човек кој брои секој ден на саат, колку саат или колку денови поминале од кога се врши притисок врз него да воведи санкции кон Руската Федерација, само тој во Европа нема воведено санкции кон Руската Федерација. Значи, односот на Путин или односот на Вучич кон Русија и кон Путин е причина за менување на ставот на овие 5 држави, а не менување на ставот во однос на признавањето на Република Косово. Затоа на Вучич му е ставен таков предлог на маса и затоа има на такво салто мортале во соседна Србија или кај нашиот северен сосед, ставано е на маса по принципот земи и остави и на крајот тие веројатно ќе земат се што им е сервирано и ќе мора да го сркат гравот, без разлика дали е загорен или добро сварен, кој сами го имат направено. Во оној момент кога Владимир Путин пред 2 или пред 3 месеци излезе пред малите екрани и им соопшти на руските граѓани дека ќе изврши анексија на 4 региони во суверена држава како што Украина, и потоа или притоа се повика на преседанот кој меѓународната заедница го има направено во однос на косовското прашање, беше запечатена судбината и на Александар Вучич и на косовското прашање. Посебно беше запечатена судбината бидејќи беше единствена држава во
Европа која не воведе санкции кон Руската Федерација. Сега е прашање на техника или прашање на политичка проценка што ќе бара Владимир Путин од Александар Вучич. Дали да биде Володимир Зеленски и да прифати дека делови во наводници од територијата на Србија се анектирани од друга држава или се формирани како посебна независна држава Косово, или ќе инсистира Вучич да прави одредена радикализација на Косово. Зошто? За да може да се развлечи, да се расплини, да се растегне влијанието или интересот на меѓународната заедница, да не биде само во Украина, да има одредени конфликти во Азербејџан, во Казахстан, тука на Балканскиот полуостров, Република Српска, Косово и така натаму и така натаму. И то што и да прифати Александар Вучич, неговата позиција е капут позиција и тој полека станува свесен за таа капут позиција и оно негово обраќање пред српската јавност пред 2 или 3 дена по својата во наводници мизерија наликувано на негово однесување или седнување како учениче во валната соба пред Доналд Трамп, кога со косовскиот, тогашниот косовски премиер, мора да го потпишат тој Вашингтонски споразум или таа Вашингтонска спогодба, каде што де факто Косово и Србија меѓународно се призна, бидејќи кога вие ќе прифатите дека двете држави во наводници имат своји амбасади во Израел и дека се согласат амбасадите од Тел Авив да ги префрлат во Елисавим, тоа значи дека не може една земја која е суверена да има две амбасади во една друга држава како што Израел. Во моментот кога Косово и Србија прифатија да имат своји амбасади во Израел, тоа значи дека едните и другите де факто го призна меѓународното постоење на Косово, односно на Република Србија. Многу мина тоа телевизиско обраќање на Александар Вучич или обраќање пред српската јавност го дефинира како негова роља за добивање на Оскар. Не. Тоа е негова роља за заминување во политичка пензија. Прашање на време, прашање на тајминг, на политичка разврска, кога тој ќе замине во политичка пензија. Има една реченица која неколку пати ја повтори Александар Вучич, дека ниту Слободан Милошевиќ не очекувал дека ќе биде бомбардиран или од 1999 година. Дека советниците на Слободан Милошевиќ го убедувале дека нема никаква шанса соседна Србија да биде бомбардирана или од 1999 година. Што ќе рече дека состојбата околу Косово по втор пат после 24 години е донесена до точка можеби Србија да не биде бомбардирана, како што беше Милошевиќ или од 1999 година, но да бидат повлечени сите инвестиции и всушност да се случи драматичен карамбол. Нешто што се случува во Руската Федерација или што му се случи на Владимир Путин, кога во рок од 10 до 15 дена повеќе од 99% од инвестициите на меѓународната заедница во Руската Федерација беа повлечени. Останаа русите без пари. Сега ако русите имат одредени резерви и може да се снајдат, тоа е држава во 11 временски зони, која не е навикната на некој убав или комотен или удобен живот, во Србија тоа може да има драматични проблеми или драматични политички разврски. Уште поголем проблем ќе биде ако се влези во конфликт со Тајван, Америка, Кина, Јапонија која сега се наоружува и целиот тој пацифички регион, бидејќи мислам дека влијанието на Кина во Србија е многу поголемо, посебно економското влијание на Кина во Србија е многу поголемо во споредба со Путин и со Руската Федерација. Така што кога ќе ја поставите работата на такви основи како што е поставил Александар Вучич, да е голем играч, големо играчиште. Во прво време мислеше дека треба да биде новиот Јосип Броз Тито, знаете. Па подоцна се сведе да биде новиот Путин или малиот Путин на Балканскиот полуостров, дека вие може да балансирате помеѓу Америка, Кина и Русија, на крајот завршувате како колатерална штета. Ете, почитувани гледачи, има две тези кои може сега да се прочитат во сите сериозни политички анализи. Не само во однос на Балканскиот полуостров, туку во однос на светските разврски. Како завршува процесот на распаѓање на Варшавскиот пакт, на источниот лагер или на оној лагер од таа страна на железната завеса и како завршува процесот на распаѓање на СФР Југославија. После смртта на Тито, државата се распаѓа во парчиња. После распадот на Варшавскиот пакт и после распадот на Советскиот сојуз, таа држава се распаѓа на 16 држави, вклучително и Руската Федерација, и сега се поставува прашањето дали распадот на Советскиот сојуз требаше да биде финалето на распадот на комунистичкиот лагер. Односно, дали распадот на СФР Југославија требаше да има финале со распадот или со сукцесијата врз база на извештајот на Бадентеровата комисија. Многумина аналитичари, говорам за врвни светски аналитичари, нешто слично размислувам јас,
смета дека процесот на распад на СФР Југославија не може да заврши со распадот на СФР Југославија на 5 или на 6 републики кои биле составени на поранешна СФР Југославија, туку распадот или конфликтот мора да се врати натре во Србија. Бидејќи Србија не го погреба во наводници тој свој национализам кој растури поранешна СФР Југославија. Тоа не дека во Србија ќе се формира 2 или 3 дополнителни држави, дали Санџа, дали Вободина, дали Косово, туку србите мора да расчица со тој свој национализам. Кој е сега на власт во Србија? Децата на Александар, односно на Слободан Милошевиќ и децата на Војслав Шешел, Ивица Дачич и Александар Вучич. Што се случува сега во Руската Федерација? Па таму има центрифугални и центрипетални сили кои ќе донесат до распад на Руската Федерација. Што и да се случи како финале на војната во Украина, Русија или Руската Федерација не може да го избегне тоа сценарио. Русија ита кон сопствено распагање. Повеќе од 50-60 народи, мали, ситни федерацијски републики функционират во рамки на Руската Федерација. Така што тој процес на распад на СФР Југославија, тој процес на распад на Советскиот сојуз не е завршен. Туку сега влегуваме во едно големо џамбо финале и јас само се плашам дека Македонија треба да има или дали ќе има доволно разум и доволно памет да не верува во тие Потемкинови села кои ни се прават, гледате, Вучич набава вакцини, има жито, тоа е новиот Јосип Брос Тито и така натаму и така натаму. И што се случи со Јосип Брос Тито кога почина, по се распадна државата. Слично ќе се случи сега и во Србија. И ние верувајќи во тие Потемкинови села кои ни ги сервират српските медиуми, српските портали, сакајќи или не сакајќи, толку заглавивме во тој руски и српски свет, со сега ќе ни треба драматично време, драматична енергија да излеземе од целиот тој процес. И тоа што сега ни се случува, конфликти со бугарите, внатрешни конфликти, сакаме ЕУ, не сакаме ЕУ, предавници или не предавници со НАТО и така натаму, де факто ни покажува колку сме ние длабоко заглавени во калта на српскиот и на рускиот свет. Има една лекција која се кажува кога вие ќе бидете заглавени со колата во кал. Немојте да додавате на газ. Бидејќи колку вие повеќе додавате на гаста, толку повеќе се задлабувате или заглавувате во калта. И не само што заглавувате во калта, туку блатото или калта, кое се расфрла на сите страни, после секое ваше турирање на гаста или на педалот за газ, на сите ви се враќа во лице. Ево таква состојба сега Република Македонија. И Република Македонија, наместо да излези како драматичен победник од целата ова разврска која сега се случува, бидејќи сме одбрале вистинската страна, се плашам дека немаме понекогаш доволна енергија или доволно капацитет или доволно визија да гледаме напред, за да можеме сега, кога сме направиле страшни отстапки, кога сме направиле страшни инвестиции, да почнеме да ја собираме дивидендата или профитот од тие наши инвестиции. Гледате, почитувани гледачи, сите ние кои сме незадоволни од начинот на кој Македонија стана членка на НАТО, референдум од 2018 година, 8 пратеници, една мизерна политичка разврска која се случуваше во Република Македонија, е таа мизерна политичка разврска. И тој Зоран Заев. Сега Јосип Брос Тито и Коча Поповиќ заедно во споредба со Александар Вучич. Гледате како ќе завршува Александар Вучич. И што кажува на крај? Нашле злато во Србија. Него му се распаѓа државата. Тоа е единствена држава во Европа која не знае каде е јужната граница. Тоа е единствена држава во Европа која е членка на Обединетите нации, која е членка на Советот на Европа, која не знае каде се државните граници. И сега Александар Вучич ќе има 2, 3 или 4 сценарија пред себе и во зависност кој сценарио ќе го одбери, така ќе заврши неговата политичка кариера. Но кој сценарија да го одбери неговата политичка кариера е веќе во една драматична удолница или надолнина по која тој се движи. Ќе го одбери моделот на Никола Груевски, ќе јаде топол оброк 3 пати на ден. Нема да го прими Орбан. Не знам дали ќе го прими и Путин. Дали ќе го прими Ердоган, може ќе го прими Милорад Додик кратко додека не се закрепни. Меѓутоа, ако го одбери моделот на Никола Груевски, знаете, Никола Груевски 2011-2012 година му се даваше, му се бусташе власта, му се дозволува сите демократски фаули за да го реши спорот со Грција, не одбра да го реши спорот со Грција и заврши на топол оброк 3 пати на ден. Можеби ќе го одбери, ако се мали шансите моделот на Алексис Ципрас да ги изгуби изборите, но сепак да остане на политичката сцена, да може од позадина да ги влече конците и да овозможи времето да ја рехабилитира неговата политичка платформа или неговата политичка опција или неговата политичка одлука. Можеби ќе го прифати моделот на Болсонеро, на Доналд Трамп, да направи одредени конфликти и врз база на тие конфликти
каде што народот упаѓа во државните институции, бидејќи секој десен радикализам завршува на таков начин. Заврши во Америка, заврши во Бразил, заврши со Слободан Милошевиќ 2000 година кога не ги признаваше изборните резултати. Третото сценарио Александар Вучич да заврши на тој начин. И четвртото сценарио како Борис Елцин да излези пред телевизиските камери и да соопшти на руската јавност дека од 1 јануари 2000 година тој повеќе не е председател на Русија, дека веде председател е премиерот тогаш Владимир Путин. Бидејќи како што е сега раздробена и скршена српската опозиција, се ми се чини дека можна политичка разврска ќе биде ако некој од играчите во српската напредна странка на Александар Вучич покаже доволно авторитет и доволно капацитетност меѓународната заедница и системот на тајни служби, на олигархи, тајкуни, така натаму кој постои во Србија, кој не е растуран ниту после распадот на СФР Југославија, одлучи дека треба да го пушти низ вода Александар Вучич и на негово место да донесе некој негов играч од врвот на српската напредна странка. Тоа е политичката траекторија на Александар Вучич. Имаше две драматични работи кои беа кажани во тоа телевизиско или обраќање на Вучич за српската јавност, а тоа беше анализирано, тоа беше следено, тоа беше коментирано и од македонската јавност. Прво, дека Србија нема капацитет, како што тоа го прави во Обединетите нации, кај што Кина и Русија може да стават вето, кај што може вие да купите гласови на Того, на некои мали островски држави во Пацификот, и во еден момент тие да го признават Косово, друг момент поради повеќе пари да не го признават Косово, знаете, тоа е канта тропа или ташна дипломатија, кај што вие со ташно одите, плаќате, дали тоа Беџат Пацоли, дали тоа некој од српската страна, сеедно или небитно, дека Косово, дека Србија не располага со капацитет, аргументи, со можности, одбранен механизам да го спречи влезот на Косово во Советот на Европа. И тоа е помалиот проблем. Поголемиот проблем, или тоа што каже Александар Вучич, дека Србија не може да го спречи влезот на Косово во НАТО, дека тоа му било презентирано веќе во втората реченица на средбата со меѓународната заедница, дека Косово ќе стане земја членка на НАТО. Знаете ли што тоа значи? Тоа веќе не е протекторат, каде што е НАТО присутен. Тоа не е територија која НАТО ја одзема на Србија со Кумановскиот договор или со бомбардирањето тие 80-90 дена на тогашна СР Југославија. Ако Косово стане земја членка на НАТО, а не станува Украина, тогаш еден камен фрлен од српска страна на територија на Косово, значи активирање на членот 4. Тогаш веќе Србија нема проблем со Косово, туку има проблем со НАТО алијансата. Гледате, Русија една година со индиректна помош на НАТО на Украина па не може да се справи со украинската воена сила, иако е војнички секако супериор на Руската Федерација во однос на Украина. Како Србија со купување на сите турски дронови, на руски авиони, нели са фали Александар Вучич, ги крева авионите над Јаринје, ги турира тенковите и така натаму и така натаму. Ако Косово стане земја членка на НАТО, капут, финито, камен нема да може да фрли. Не Србија, туку било која друга балканска држава на територијата на Косово. Така завршува секоја лажење на сопствениот народ. Инвестирање во одредени митови, во одредена митологија. Најмок, никој Србија не била мокиња. Србија секогаш во мир го губи тоа што го добија во војна. Губи во војна, губи во мир. Колку ние полесно и побрзо се ослободиме од српскиот свет, ако има интервју со Александар Раковиќ, каде што во ситни цревца му е раздробувам стратегијата на српскиот свет. Гледате, тие влегоа во Црна Гора, 2 или 3 години прават дар, мар, растур систем ја прават Црна Гора, иако е земја членка на НАТО, и некој тој им го прогледуваше низ прсти. Знаете зошто? Бидејќи не беше војната во Украина. Сега, од кога почна војната во Украина, секое такво фаулирање на земја која е членка на НАТО, цената е драматично поскапа. И ако Косово стане земја членка на НАТО, завршена е целата таа приказна, почитани гледачи. Гледате што направи на Косово. Каде им е орлето? Погледнете им го знамето, она косовско знаме со 6 звезди, која ги асоцира или која ги представува народите кои живеат на територијата на Косово. Ромски, бошњачки, албански, српски, така натаму и така натаму. Нова нација им направи на Косово. Косовари. Нема орле, нема ништо. Иконата на војната за ослободување на Косово е испратија во Хаг. Ние говориме за Даме Гуриев, за Гоце Делчев, за нашите историски личности, нели сметаме дека тоа што ние го правиме или тие барења кои ги постава Бугарија се драматично.
Лоши, да, се лоши. И нели регуваме во одредени гусларски песни и гусларска некоја национална митологија дека тоа што нас не се прави, не го прават на ние, на друга држава во светот, дека плаќаме најскапа цена, па те Хашим Тачи го испрати. Овие готовина го испратија хрватите, дадо делови на морето, дадо делови на територијата, и то готовина во споредба со Хашим Тачи е мачки на кашлица, значи иконата на војната 99-та година. Иконата на УЧК, гледате како победува Али Ахмети, со тој символ на УЧК кај албанците во Република Македонија, косоварите се испрати иконата во Хаг, во Хашкиот трибунал. Него, Кадри Весели, така натаму и така натаму. И вие после ќе речете дека ниту една држава друга во светот не платила таква скапа цена. Секоја држава плаќа драматична цена. Косоварите одлучија дека таа цена што ја плаќат е соодветна на цената или на привилегиите да се има држава. Подготвени беа, ја платија таа цена, го трна Хашим Тачи околу кого во изминатите 20 или 30 години се вртеше политичката разврска во Косово. Бидејќи таму влегува и Рамош Харидинај и партијата на Ибрахим Ругова, меѓутоа главната стожерната партија беше партијата на Хашим Тачи. Бидејќи тоа не овозможуваше решавање на косовскиот проблем и бидејќи требаше да има задоволување на меѓународната правда, ако во Хаг има хрватски генерали, има српски генерали, има босански генерали, има македонски политичари, тогаш беше политички опортуно да нема политичари од Косово и го испратија Хашим Тачи, го одбра најмокниот и го испратија. И косоварите плаќаа таа цена. Нова држава ќе им биде формирана, нова нација, косоварска нација. Го нема орлето на нивното знаме и тоа мора да го голтна. Зошто? Бидејќи сакат своја држава. На нас пола работи ни ги поклонија и знаете кога некој нешто ви поклонува и не плаќате во наводници цена за тоа, тогаш и не знаете доволно да го цените. Тоа е македонскиот проблем. И кога овие рубља патриоти, новокомпонирани руски патриоти или проруски патриоти во Република Македонија, патриоти од типот браќа и сестри, кои нели ви ги откриваат сите големи светски заговори, глобалисти против нормалниот свет и така натаму и така натаму, ви убедува дека Косово е клучниот проблем, не клучниот проблем на Балканскиот полуостров е Црна Гора, бидејќи во Косово нема драматична поделба. Те имат дефинирано својата територија, ЕУ, НАТО и се јасно дефинирано определени дека се подготвени да ја платат таа цена. Формирање на косовска нација, менување на знаме, символи, така натаму и така натаму. И веројатно на крај ќе потпишат неколку договори дека нема никакво спојување на албанските држави тука на Балканскиот полуостров. Меѓутоа Црна Гора е драматично поделена држава. Драматично поделена држава по магистралните правци на функционирање и делување на таа држава. Дали таа држава сака да биде членка на ЕУ и на НАТО, или сака да биде дел на рускиот и на српскиот свет. Дали таа држава и припаѓа на црногорската нација, или црногорската нација е составен дел на српскиот народ или на српската нација. И тој драматичен конфликт во Црна Гора може да се разреши само на избори во Црна Гора, каде што на избори кои ќе имат референдумски карактер, црногорците ќе одлучат сака да бидат со Америка, со Европа, со Европската унија или со НАТО, или сака да бидат со српскиот свет кој е во изумирање, кој е во капитулација и преку српскиот свет да биде дел на рускиот свет, и дали постои црногорска нација или књаз Никола всушност бил најголем србин кој го жртвувал црногорството за неговиот внук да оди на чело на тогаш краљевина Југославија. И тоа се драматични конфликти во Црна Гора. Затоа секој сум сметал дека црногорското прашање е клучно за разврските на Балканскиот полуостров, а не косовското прашање, бидејќи на црногорското прашање вие ја кршите главата, ја толчите главата на српскиот свет. Тогаш ви останува само Милорад Додик. Ако ви остане само Милорад Додик, без подршка нели на триаголникот Бања Лука, Подгорица, Белград, тогаш е тој лесна мета. Тогаш е и кебана која ја ставате во Саксија, меѓутоа знаете секој кебана има одреден рок на траење, може да функционира или да трае долго цвеќе кој има корен, цвеќе кој нема корен, се суши или скапува. Тоа е клучната разврска црногорското прашање. Тамо српскиот свет ќе покажува нема да му се спротистави на Александар Вучич. Нема тие проруски делови на Српската православна црква да имаат сила да му се спротистават на Александар Вучич, бидејќи што направи Вучич, подготвувајќи се 1 или 2 години дека ќе ја донесе Србија на вакво дереđe на капитулација, расчисти со криминалните групи, расчисти со одредени радикални структури во Српската православна црква и расчисти со позицијата во Србија, сметајќи дека ако е сам на сцената нема да му се најде замена. На секој може да му се најде замена, како што му се најде на Пиноче, како што му се најде на Франко, така ќе му се најде на Александар Вучич. Ние го имаме тој проблем со бугарите. Гледате, изминатите 2-3 недели.
како изминатите 6 или 7 месеци после прифаќањето на францускиот предлог и во македонскиот и во бугарскиот парламент, нели бугарите победија со тој француски предлог. Тоа беше наративот кој се раскажуваше и тука во Македонија и во Софија. Знаете, ако некој победи, и ако некој е во добитна позиција како што се бугарите, победиле со францускиот предлог, може да уценуваат, да ја фрлат на колена Република Македонија, тогаш зошто е ова нервоза во Софија? И зошто такви нервозни реакции на Софија се обидуваат да се испорачат тука на територијата на Република Македонија? Ако некој победува, ако модат работите мазно, ако сите работи му се наместени како во аптека и функционираат како швајцарски часовник, тогаш нема потреба од таква нервоза. Да, ќе речете дека Бугарија ќе има нови избори, меѓутоа тие се маргинални политички фактори кои влијаат или работат на заострување на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Сега се појавува и Румен Радев, и тој е крупна политичка фигура. Прв пат во изминатите 3 или 4 години рейтингот на Румен Радев е под 50%, што ќе рече дека бугарското општество всушност самото расчистува дали ќе влезе во радикализација или нормализација. И во тој конфликт кој трае повеќе од 2 години, Бугарија веќе не може 2 години да формира нормална влада. Бугарија е претворена во една полупредседателска држава, каде што има председателска влада или службено правителство, и сега тој Румен Радев станува главна кочкница или главна пречка на нормализација на политичките разврски во Република Бугарија. И ако полека се гледа крајот на Бојко Борисов, ако сака Бугарија да формира влада, тогаш ГЕРБ мора да се ослободи од багажот или товарот на Бојко Борисов, втората инстанца или вториот патник кој треба да биде фрлен од авионот, во наводници, е токму пилотот Румен Радев кој е начело на бугарската држава. Бугарија всушност се избира помеѓу нормализација или радикализација. Внимавајте. Претепано дете во Охрид, претепано поради некои полукриминални, така пишуваат нели медиумите, собитија и разврски, дете кој е припадник или член на ВМРО ДПМН, кој има во наводници пробугарски чувства или близина, можеби нема бугарски пасош, така пишуваат нели медиумите, детето е претепано и со специјален авион однесено на лечење во Софија. Внимавајте. Земја членка на НАТО има таков однос кон друга држава која исто така земја членка на НАТО, со која имаат потпишано договори за нормализација на односите, па тоа е недозволиво и недопустиво. И тука е проблемот на Република Македонија. Знаете, порано правеа србите одредени вицови да ти се плукнам на земјата каде што запад е Албанија. Сега, знаете, доаѓаме во една ситуација дека нашата европска перспектива или всушност функционирањето на ЕУ ние го гледаме низ бугарската призма, ни бугарската перспектива. И однесувањето на бугарите нас ни е некој лакмус, некој послужавник, некој гледаме како функционира непринципиелноста на Европската унија. И не е така. Па таа грешка која направи Европската унија во однос на Романија и Бугарија беше захефтана, беше забетонирана пред 1 или пред 2 месеци, кога и дозволи на Хрватска да биде составен дел на Шенгенот, куната да се замени со евро, а Романија и Бугарија излего надвор од барабанот. Што ќе рече дека Европската унија точно гледа што прават бугарите, како се однесуваат бугарите, какво неевропско однесување и политики манифестираат бугарите, затоа политичката криза во Бугарија ќе потрае, се дека Бугарија не расчисти, ќе се нормализира, ќе се демократизира или ќе се радикализира. Радикализацијата на Бугарија оди по основната линија. Сакате да припаѓате тоа што и во Црна Гора. Сака да биде дел на ЕУ или на НАТО или да биде на рускиот свет. Во моментот во Македонија преку Бугарија се случува таа драматична политичка разврска. Многумина од вас ми ја поставија дилемата или ми го поставија прашањето дали со ово што сега се случува, бидејќи бугарите, знаете, секогаш може да најдат некоја своја Спаска Митрева. И 2008-2009 година се сеќате каква хистерија правеа околу сега веќе покојната гевгеличанка Спаска Митрева, одземање на детето дека е бугарка. Уште на времето, во она прва влада на ВМРО ДПМН Мики Ризински велеше дека е заедно со Зуди Джемаили, мислам дека се викаше тогашниот заменик министер за одбрана, дека е апсен, дека е санкциониран, дека поради фактот дека бил бугарин. И секогаш бугарите ќе најдат некоја Спаска Митрева која ќе искористат за радикализирање на односите помеѓу Софија и помеѓу Скопје. И многумина од вас нели ми го постават прашањето дали ова вовет кон ново бугарско вето. Ние сме многу далеко од бугарско вето. Ова што сега се случува да не поминат уставните измени. Бугарите имаат време и време кога може да стават вето. И бугарите ниту размислуваат да стават вето, бидејќи знаат дека секој ставање вето значи 2, 3, 5 или 6 милиарди евра помалку во бугарскиот буџет,
кои треба да ги добијат од Брисел или Европската унија. И бугарите, не сакајќи самите да стават вето и на тој начин да се лишат од тие силни милиарди долари или евра, нешто слично што се случува во Унгарија или Маđарска на Виктор Орбан, каде што поради правните недоследности, нереформираниот правен систем и така натаму, 15 милиарди евра, мислам дека е траншата која не е испорачена на Маđарска или на Унгарија, бугарите самите се свесни дека секое ново вето, значи спротивставување на францускиот предлог, кој сега е предлог на меѓународната заедница, и тоа значи 2, 3, 5 или 6 милиарди евра помалку во бугарскиот буџет. Кој е бугарското излезно сценарио? Да направи доволно хаос, доволно смут и доволно нервоза во Македонија, самите ние да не ги изгласаме уставните измени, бидејќи како ќе изгласат уставни измени и ќе ставите во Уставот на Република Македонија припадници на народ кој така се однесува кон Република Македонија. И бугарите само ќе засилуваат таа една гнасна политика во однос на Република Македонија. И тоа нема да биде вовед во вето, бидејќи ние сме многу далеко од вето. Тоа ќе биде вовед во неизгласување на уставните измени во Република Македонија. Бидејќи неизгласување на уставните измени во Република Македонија ќе значи заостанување на Македонија зад европскиот пат на Албанија. Ако Бугарија продолжи тоа да го прави, се ми се чини дека некоја Грција ќе треба да стави мини вето со некоја барање од Албанија, за да не дојдеме во ситуација Албанија да е претрка или да остави зад себе во ретровизор да ја гледа Македонија и македонската траекторија кон Европската унија. И тоа е стратегијата на Бугарија. Самите македонци да не покажат капацитетност да ги направат уставните измени, и ако не се направат уставните измени, ние ќе влеземе не само во политичка, туку во безбедносна криза, која има капацитет после црногорското прашање и косовското прашање да биде третото невралгично прашање во еден невралгичен регион на Европската унија и да има возможи на русите таа невралгичност или таа нервоза што постои тука да ја користат за разлекување на енергијата на меѓународната заедница која е сега сконцентрирана на радикализација на конфликтот во Украина. Да се вратиме на македонска територија или на наша почва. И гледате, сите политички разврски во Република Македонија доаѓаат после анкетата на ИРИ. Таа анкета некаде пред 2 месеци го измери рейтингот на политичките партии и прв после 5 години го измери рейтингот на Никола Груевски. И клучно за да може да ги сватите политичките разврски во Република Македонија дека анкетите на ИРИ не го мерат јавното мислење, туку го креират јавното мислење. И во оној момент кога на анкетата на ИРИ ќе се покаже дека е највисоко рейтингот на Никола Груевски помеѓу сите македонски политичари, тога се испраќа порака не кон СДСМ, не кон левата политичка опција или полутопка на македонската политичка сцена која е поделена на 2 дела, не кон албанците, туку кон ВМРО ДПМН. Како прво, може Никола Груевски и понатаму да има највисок рейтинг во Република Македонија, но ќе остани на топол оброк 3 пати на ден, се до оној момент доке меѓународната заедница не оцени дали треба да го искористи во одредени внатрешни политички разврски во Република Македонија, како Фетула Гюлен, например, во однос на Реджеп Таип Ердоган, кој е во политички екзил во Калифорнија, или како Драган Даравелски ќе биде спакуван, донесен на Табановце и ќе се види дека случајот или судските процеси не му се застарени и ќе го пикнат на македонски топол оброк 3 пати на ден со некој ефтино кашкавалче, зденка и некој јогурт со исчечен рок на траење или рок на употреба. Тоа е пораката која е испратена кон Никола Груевски. Втората порака која е испратена кон Христијан Мицкоски во ВМРО ДПМН наредната недела ќе анализирам, сега повеќе ќе анализирам СДСМ и тоа што случува во владата или во СДСМ или политичките разврски кои може да се проектират врз база на однесувањето на Ковачевски, Заев, на Алехмет и така натаму, нивните тајни средби кои ги коментираше македонската јавност. И втората порака која е испратена до Христијан Мицкоски дека националистичкиот терен е терен каде што Христијан Мицкоски секогаш губи од Никола Груевски. И дека промената на тронот на ВМРО ДПМН која е направена во Валандо во декември 2017 година не значеше дека на местото на Груевски вие треба да донесете нов Груевски. Туку дека на местото на Груевски треба да донесете некој кој се разликува со своите политики во однос на Никола Груевски. Тоа го покажат анкетите на ИРИ. Знаете, тие анкети на ИРИ има тамо мноштво на податоци. Колку верувате на Ковачевски, колку верувате на владата, во кој праве се движи Македонија така натаму и така натаму. Клучната порака е дека национализмот не е нешто што екзистира или што ќе биде наводнувано, ќе биде растено, ќе биде хрането, ќе биде негувано, нешто што се случи
во Србија со Александар Вучич. 10 години се инвестираше во Александар Вучич, во неговата митологија, митоманија, како што беше случајот со Никола Груевски, за да се дојде до одредена точка тој да го реши косовското прашање или да капитулира во однос на косовското прашање. Никола Груевски тоа не го направи и го испрати на топол оброк 3 пати на ден, од кога обезбеди 8 пратеници за уставните измени за влезот на Македонија во НАТО. На Христијан Мицкоски тоа нема да му се толерира, тоа е пораката на анкетата на ИРИ. Христијан Мицкоски ќе мора да се изјасни дали е за уставните или не за уставните измени. Секој му вадат одредени СМС пораки, дека барал одредени текстови за некои бугарски генерали, споменици во Дојран кои се градани 2017-2018 година да бидат бришани од одредени портали, од сајтови на одредени телевизии. Не битен е тој процес. Денес Христијан Мицкоски ќе треба да покаже дали сака да гласа за уставни измени или не сака да гласа за уставни измени. Оние приказни дека власта нема легитимитет да гласа за уставни измени, како се проверува тој легитимитет? Тоа значи дека ако ВМРО-ДПМН добие легитимитет на изборите дека ќе ги направи уставните измени, па тогаш вие прифаќате уставни измени, меѓутоа прифаќате уставни измени само ако сте вие на власт. Каква е таа политика? Политиката не се води врз база на тоа да имате едни стојалишта ако сте на власт, а други стојалишта ако сте во опозиција, бидејќи тоа не е политика. Тоа е кванташки пазар. Кој ќе плати повеќе, таква политика ќе водите. Ако може да делите тендери, да делите фотели, тогаш сте вие за ЕУ и за НАТО. Ако не може да делите тендери, да делите фотели, тогаш сте вие против ЕУ и НАТО. Тогаш каква ќе биде не само вербата на граѓаните во таква политика, туку и сигурноста на граѓаните во една таква политика. ВМРО-ДПМН помина на еден турбулентен, драматичен процес, низ еден процес како што помина политичката партија на Доналд Трамп во Америка. И гледате како тие полека се ослободуваат од влијанието на Доналд Трамп, партијата на Болсонеро во Бразил, партијата на Енес Јанша која немаше такви политички турбуленции, меѓутоа гледате Енес Јанша ги изгуби председателските избори, бидејќи Словенија и Хрватска точно сватија дека треба да се ослободат од српското влијание, српскиот свет, а на тој начин од рускиот свет, и затоа шенгенската граница е ставена тамо во Словенија и Хрватска. Не случајно Бугарија и Романија се од оваа страна на таа шенгенска граница. И нешто слично се случува во најсилната опозицијска партија во Република Македонија. Национализмот не го носи ВМРО-ДПМН на власт. Национализмот го носи ВМРО-ДПМН во изолација. А ако така изолирана партија дојде на власт во Република Македонија, тоа значи изолација на македонската државна позиција. Тогаш нема Грција во наводници и некоја Грција да стави вето на Албанија. Туку ќе се остави на Албанија да вози 120 на саат по магистралата кон Европска унија, а ние по некои селски споредни патчиња, тамо ќе возикаме ке Радовиш или ке Пробишти. Тоа е суштината на анкетата на ИРИ. И имате 2 средби или 3 средби во политичкиот кампус на левицата или во политичкиот кампус на власта. Едната средба е декември минатата година во СДСМ, од една страна, како што пишува медиумите, Зоран Заев, Венко Филипче, од друга страна Димитар Ковачевски, премиерот, Миле Зечевич, генералниот секретар, и од нафталин извадената Радмила Шекеринска. При тоа не се кажува дека на таа средба присуствува и Петре Шилегов, кој е сега член на извршниот комитет на СДСМ или поранешен градоначалник на градот Скопје. Ете, кој Зоран Заев ќе дојде на таква средба со Петре Шилегов и Венко Филипче, и вие ќе пратите спин дека Венко Филипче е избор на Заев за нов генерален секретар, бидејќи ја бара главата на Миле Зечевич, или дека Венко Филипче е потенцијален играч да биде председателски кандидат на СДСМ на изборите 2024 година, всушност ги криете вистинските играчи или вистинските адути кои се играчи на Зоран Заев, 100% играчи на Зоран Заев или компромисни играчи на Зоран Заев, со кој тој ќе се обиде да се пазари со Димитар Ковачевски, бидејќи во ниту еден момент, колку што јас можам да разберам, колку што можам да сватам и колку што имам информации, на тие 1, 2 или 3 тајни средби на врвот на СДСМ, во партијата на Бихачка или некаде во Источна Македонија, воопшто не е поставено прашањето за лидерската роља на Димитар Ковачевски. Единствено се разговарало дали Миле Зечевич треба да остане на таа позиција или да биде направена некаква мека замена со одреден играч кој ќе биде компромисно решение помеѓу Ковачевски, Заев и другите играчи во врвот на СДСМ. И втората средба е во Струмица, во хотелот Вила Парк, се случува на 5 јануари ова година, каде што Зоран Заев ги пречекува Артан Груби и Али Ахмети. И исто така не се кажува дека на таа средба е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој полека станал клучен играч на политичката разврска во Република Македонија. Погледнете го неговото интервју на телевизија 24 Вести, каде што вели тој нема да дозволи
раскол во СДСМ. После 1 или 2 години Оливер Спасовски, на кого постојано му проектира можна смена во врвот на ВМРО, односно во врвот на владата или Министерството за внатрешни работи, дава така тврда политичка изјава, што ќе рече дека токму Оливер Спасовски сега лепакот кој треба да ги залепи сите тие во наводници раскарани структури во врвот на СДСМ, односно Оливер Спасовски од позадина да ги влече конците. 3 пати Оливер Спасовски е појавен заеднички после Нова година на одредени средби со Димитар Ковачевски. Нели Димитар Ковачевски беше во конфликт со Оливер Спасовски, тоа го пишува медиумите. Беше само прашање на време кога ќе биде сменет Оливер Спасовски. Се појавува во Куманово заедно со Димитар Ковачевски, се појавува на средбата со црковниот врв заедно со Димитар Ковачевски и се појавува на Водици во Охрид заедно со Димитар Ковачевски. Гледате, мислам дека полека таа политичка разврска во СДСМ ќе оди во еден таков правец, каде што специфичната политичка тежина и роља на Оливер Спасовски ќе оди нагоре. Дали тоа ќе биде компензација на намалување на политичката тежина на Миле Зечевич, ќе видиме, меѓутоа во тој правец одат политичките разврски во рамки на најсилната политичка партија во власта во Република Македонија. 2 опции се ставени на маса. Гледате, кога СДСМ има внатрешни конфликти, тие не се конфликти дали вие ќе бидете дел на српскиот и на рускиот свет, или дали ќе бидете дел на ЕУ и на НАТО. Конфликтите во СДСМ е како да се биде дел на ЕУ и НАТО и одредени кадровски разврски во врвот на партија или во врвот на власта. Во ВМРО ДПМН конфликтите се драматични, веќе таму конфликтите се дали вие ќе бидете дел на српскиот и на рускиот свет, односно дел на бугарскиот свет кој е некое предворје на рускиот свет тука во Република Македонија заедно со српскиот свет, или ќе бидете дел на ЕУ и на НАТО. Тоа се секој што е драматични конфликти во Македонија, не само во времето на Љупчо Ѓорѓевски, не само во времето на Никола Груевски, туку изминатите 100-120 години, уште во времето на Тодор Александров и на Ванчо Михајлов. Значи, СДСМ има ставено на маса 2 опции. Едната опција е предлогот на Зоран Заев за одредена широка влада на ВМРО ДПМН и СДСМ, кој ќе има рок на трајање 8 години, која ќе ги стабилизира односите во Република Македонија, која ќе обезбеди гласање за уставните измени и внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија, и таа влада би трајала 8 години. Таа партија која ќе победи ќе го дава премиерот, ако победи ВМРО ДПМН би бил Христијан Мицковски, ако победи СДСМ бил Димитар Ковачевски. Никогаш не се расправало дали Димитар Ковачевски ќе биде премиер на македонската влада или ќе биде начело на СДСМ. Се поставило прашањето само за Миле Зечевич. И втората варијанта е да биде направена европска влада како што били Али Ахмети или широка влада како што били СДСМ. Гледате, во таа некоја формулација всушност се крие одговорот зошто ДУИ е 22 години континуирано на власт во Република Македонија, а зошто СДСМ влегува и излегува ни такви драматични политички разврски процеси, карамболи, паѓање или растење. Бидејќи и двете структури говорат за иста работа. ДУИ вели дека тоа е европска влада, што ќе рече дека таа е влада која ќе биде формирана да ја внесе Македонија Европската унија, а СДСМ говори за широка влада. Вие секогаш кога говорите за широка влада, всушност говорите за одредена кризна ситуација. Широка влада значи кризен менеджмент. Таква беше владата на Бранко Црвенковски, Љупчо Ѓорѓевски војната 2001 година, таква беше широката или експертска влада на Никола Клюсев. И ДУИ, за разлика од СДСМ кој говори за некоја широка влада која е асоцирана криза, на нестабилност во Република Македонија, говори за европска влада која ќе внесе Македонија во Европската унија. ДУИ ја турка идејата, и тоа може го прави делумно поради технички, тактички причини да ја маргинализира таа огнена група, која брои 2, 3, 4 или 5 пратеника од минимална до максимална бројка, и поради тие 5 пратеника на огнената група и поради донесувањето на Павле Таранов, тоа би значило нестабилност на владината коалиција, со внесување на алијанса на албанците или на Арбен Таравари во власта. Значи, велам, ДУИ тоа може да го прави и поради тактички причини, но во најголем дел ДУИ тоа го прави поради стратешки причини. И, знаете, тоа чувство дека албанците ви се дел на власт, дека албанците всушност кои се 25% или 24% во Република Македонија имат повеќе од 50% од власта, и тоа еритира македонската публика, македонската јавност, тоа се решава на еден едноставен начин. Во оној момент кога ДУИ ќе процени дека иритацијата поради албанското прашање во Македонија е толку драматична, ДУИ ќе се откаже од своето барање Албанец за премиер. Мислам дека во овој момент ДУИ е подготвен да се откаже од тоа свое барање Албанец за премиер, за да може да ја нахрани македонската суета или да ја смири македонската хистерија дека албанците ни ја презеле власта и дека тие прават што сакат во Република Македонија. И тоа се тие два предлога кои се ставени на маса. Свикувањето на владината коалиција на СДСМ
и разговарање дали Алијанса на албанците да влезе или да не влезе во власта, кој се случи оваа недела, покажува дека Димитар Ковачевски не ја прифаќа платформата на Зоран Заев. ВМРО и СДСМ да формират одредена влада, албанците во таа влада, може би да е тоа ДУИ, да бидат застапени само со 25%. Тука ја прифаќа Европската коалиција зад која застанува Али Ахмети. Али Ахмети инвестира во Димитар Ковачевски. Моите сознанија, брифинзи со одредени високи функционери на ДУИ покажува дека тие цврсто играт на картата на Димитар Ковачевски, дека се подготвени додат на заедничка предизборна европска коалиција. И ако има избори идната година, ќе биде повторено сценарието од 2014 година, кој ќе има председателски избори и вториот круг на председателски избори ќе се поклопи со парламентарните избори во Република Македонија. Во таа владина коалиција, според размислувањето на ДУИ, би биле СДСМ, би била партијата Алтернатива на Африм Гаши, Алијанса на албанците и партијата ДУИ. Тоа би била референдумската коалиција. Нивните анализи се дека во таа референдумска коалиција, или тој референдум 2018 година, ниту Таравари, ниту Села не излегоа на гласање и дека на тие 650-660 илјади гласови треба да се додат и гласовите на Алијанса на албанците, иако со тек на време коалицијата изгубила некаде 100-120, па еви, да речеме 150 илјади гласови, таа коалиција сепак ќе тежи некаде 550 до 600 илјади гласови. Таква коалиција би победила на изборите. Тоа се математиките кои ги прави ДУИ и тие математики му ги има спротиставено на Зоран Заев на таа средба во Вила парк во Струмица на 5 јануари, на кој е присутен и човекот кој треба да ги смири раскараните страни во СДСМ, тој човек е министер за внатрешни работи Лиор Спасовски. Сега, како што велам, Стео Пендаровски е избор на ДУИ за иден председател на државата или за втор председателски мандат на изборите кои случат идната година. Затоа притиска Еролд Мусливо и се прави одредена конструкција каде што Димитар Ковачевски, Миле Зечевич и Стео Пендаровски би се спротиставиле на струјата на Зоран Заев, на Венко Филипче, на Петре Шилево. На таа средба која е во Бикачка пред Нова година е присутна Радмила Шекеринска, која е извадена од чинелот на СДСМ, која е извадена од нафталин, бидејќи после оние статутарни измени во СДСМ, каде што лидерот на партијата се бира со непосредно гласање на целото членство, а претходно лидерот на партијата заедно со неговиот заменик, кој беше Радмила Шекеринска, се избира на Конгрес на СДСМ, Конгрес како највисоко тело, партиско тело на СДСМ помеѓу два изборни циклуси. После секој изборен циклус во СДСМ се свикува Конгрес, на Конгресот се реферира, се бира ново раководство или се дава легитимитет до врба на старото раководство. И тие два конгреси всушност, помеѓу тие два конгреси се избере раководство кое владее со партијата, добивајќи го легитимитетот од Конгресот. Зоран Заев се до статутарните измени во СДСМ и Радмила Шекеринска како негов заменик, така владеја со СДСМ. По правење на статутарните измени, кога Зоран Заев е за прв пат во историјата на СДСМ и на било која друга политичка партија во Република Македонија избран со гласање на целото членство на партијата, на сличен начин е избран и Димитар Ковачевски, на некој начин е бетонирана позицијата на Зоран Заев, а на некој начин е раздробена позицијата на Радмила Шекеринска. Значи, Заев го потврдува својот легитимитет пред 2 години со избори и гласање на целото членство, останува да виси политичкиот субјективитет или кредибилитет на Радмила Шекеринска. Тоа значеше почеток на политичка маргинализација и смена на Радмила Шекеринска. На нејзино место доаѓа Сања Лукаревска. Враќањето сега на Радмила Шекеринска покажува две работи. Како прво, СДСМ не може да го обезбеди или да обезбеди довербата на Скопското крило, дека ова раководство на СДСМ, притоа мислам првенствено на Миле Зечевич, не може да обезбеди поддршката на Скопското крило на СДСМ во условно наречено тој конфликт со Зоран Заев и затоа им е потребна ролјата на Радмила Шекеринска и како второ дека целата таа групација на шарената револуција, она нивна парола нема правда, нема мир, е драматично дистанцирана и на гласање, и на делување, и на функционирање од сегашното раководство на СДСМ. Кога ќе кажам сегашното раководство на СДСМ, го имате Димитар Ковачевски, кој води владата на Република Македонија и реално добро е води владата на Република Македонија, на цело на хистерија, ќе нема нафта, ќе нема струја, ќе крахираме, ќе нема лепи така натаму и така натаму, инфлацијата ќе нарастури, тие покажа одредена смиреност и со мали исклучоци и со мали замерки во овие изминати 12 месеци сосема коректно ја водеа владената политика. Меѓутоа, за разлика од владената политика, Димитар Ковачевски е многу малку присутен во водење на партиската политика во СДСМ. Како велат луѓето кои се разбират или кои ги имат информациите од СДСМ,
може да помина 2-3 недели, па дури 4 недели, Димитар Ковачевски воопшто да не стапни во својот кабинет на Бихачка. Во таква ситуација, партиските работи ги води Миле Зечевич и Стефан Богоев. И сега кај Дуи се јавува скепса дали ке може СДСМ да испорача таков резултат, каде што збирот на гласови на пратеници на ВМРО, ДПМН и на БЕСА нема да биде 60 или 61. Во таков случај Дуи ке мора да коалицира со ВМРО, ДПМН. Бидејќи Али Ахмети ке нема избор. Ако БЕСА и ВМРО, ДПМН имат сами 60 или 61 пратени, тоа што го бара сега Христијан Мицковски, тоа би значило тотална маргинализација на СДСМ или повторување на изборниот резултат од 2008 година, кога начело на СДСМ е токму Радмила Шекеринска, организационен секретар е токму Миле Зечевич, Игор Евановски, Шема, Зоран Заев се подпредседатели и Горан Минчев, кој сега е со Максим Димитриевски, генерал секретар на партијата. Во некои пријателски или кумовски релации со Миле Зечевич. Значи СДСМ сега треба да испорача на терен резултат, посебно во третата и четврта изборна единица. Знаете, ако вие сте во конфликт со Зоран Заев, каде што во Струмица се победил со 2-3 гласови разлика, ако го имате Митко Јанчев во Кавадарци кој победил со 10.000 гласа разлика на локалните избори, ако имате Прилеп каде што сте изгубили со 7.000 гласа разлика, а сте направиле политичка разврска околу избор на директор на АНБ, каде што Прилепското решение не сте го земале во предбит, туку сте го ставиле под маса, тогаш во таа четврта изборна единица, ако ВМРО ДПМН победи 12-8 или 13-7, ако нешто слично се случи во третата изборна единица, ако во втората изборна единица го имате Максим Димитриевски, кој би добил гласови на сметка најмногу на СДСМ, тогаш таа изборна европска коалиција на ДУИ, СДСМ и останатите албански партии би била функционална делумно во втора изборна единица, во прва изборна единица, во петта и во шеста изборна единица. Тоа значи дека пред Миле Зечевич, како главен теренски играч на СДСМ, е ставен огромен товар, дека треба во третата и четврта изборна единица сегашните 12-8 или 13-7 да ги направи 11-9 или може би 10-10. Тогаш и таа изборна коалиција на ДУИ на СДСМ ќе може да се прошета на изборите. Во трета изборна единица, Бујар Османи на изборите 2008 година мислам дека освои некаде околу 7.000 гласови. Во четврта изборна единица ДУИ освои некои гласови во Долнин или во тие места и може да ги стави нели на контото на таа европска коалиција. Меѓутоа клучната разврска во СДСМ е како во трета и во четврта изборна единица ВМРО ДПМН да не направи огромна разлика која не може да биде надокнадена во другите 4 изборни единици. Гледате, почитувани гледачи, ако Хашим Тачи се зима со кран од Приштина и се носи во Хашкиот трибунал, ако таква закана имаше и за политичката иднина на Али Ахмети пред 2 години и тоа не се случи, тоа значи дека меѓународната заедница смета дека Али Ахмети треба да биде столбот или стожерот на таа европска коалиција, која ќе обезбеди сигурна траекторија и сигурен пат на Република Македонија во полноправно членство на Европската унија и во членство во НАТО алијансата. И гледате конфликтот кој се случува внатре во ДУИ помеѓу структурата на Али Ахмети, кој јавно кажа дека ќе се кандидира на следниот конгрес и дека ќе остане на чело на ДУИ некаде од 2027-2028 година и кој јавно кажа дека некој заменик ќе биде Артан Груби и конфликтот со огнените момци. Тој конфликт е околу тоа кој ќе биде наследник на Али Ахмети. Бидејќи огнените момци полека сваќаат, или тоа е Изет Меджити, Муса Џафери и така натаму, дека нивното време полека истекува. Дека на чело на ДУИ доаѓа одредена нова гарнитура на политичари, како вели Али Ахмети. 4 од нив се доктори на науки, еден е докторант. Што ќе рече дека времето на командант Тито точно се случува на 20 години од доаѓање на ДУИ на власт. Сличното сценарио кој се случи во Титова Југославија. После 20 години се влезе во одредена криза, стопанската реформа 65-та година и полека Тито со Бриенскиот пленум им се заблагодари на старите команданти и на нивно место дојде Крста Црвенковски Република Македонија и слични на Крста Црвенковски во останатите југословенски републики. Сега е време на Артан Групи, на Бујар Османи и така натаму и така натаму, што ќе рече дека времето на Муса Џафери истече. Бидејќи Муса Џафери кај кого до пред 2 или 3 години се слива сите средства поврзани со ДУИ, тешко може да се помири со тоа, конфликтот во ДУИ е по таа основа. И гледате како тие прават одредена замена на позициите или на платформата врз база на која го напаѓаат Али Ахмети и Артан Груби. Ако до пред 1 или 2 месеци го напаѓа Артан Груби и Бујар Османи, сега за нив е политички опортуно, кога Бујар Османи доаѓа на чело на ОПСЕ, да го напаѓа Бујар Османи.
и го замена од Бујар Османи со Тала Џафери. И почнува да приказва дека Тала Џафери бил во тајна коалиција со Арбен Таравари на изборите 2017 година и поради тоа Дуј не победил во Гостери. Бидејќи Невзат Бејта, кој е дел на Огнените момци, всушност е политички ривал повеќе од 20 или 30 години во врвот на Дуј во конфликтот со Тала Џафери, дека Тала Џафери за да го елиминира Невзат Бејта тајно го помагал Арбен Таравари да победи 2017 да победи 2021 година. Гледате, самите Огнени момци бегајки од опасноста да бидат дефинирани дека одработуваат за српскиот и рускиот свет и оддалечуваат Република Македонија од Европската унија, го тргат сега на страна Бујар Османи, кој е председавач на ОПСЕ, кој се срекла со Зеленски и кој е персонификација нели во врвот на Дуј на таа европска агенда и го вадат очинула Тала Џафери. Гледате, албанските политички партии секојаш многу порационално и помудро ги влечат потезите. Гледате колку тамо јавното мислење не поднесува, не прифаќа ако некој се спротивстава на европската агенда на албанскиот електорат во Република Македонија, за разлика од кај нас, каде што спротивставувањето на ЕУ и на НАТО е издигнато на ниво на пркос кон меѓународната заедница, на кого тоа личи, па на Слободан Милошевиќ пред 20 или 30 години. Ние немаме капацитет да направиме конфликт надвор од Република Македонија, но имаме доволно глупост и капацитет сами да се закопаме во погрешно избрана политичка траекторија за разврска во Република Македонија. Скоро 1 сат трае политичка анализа. Делови за анализата за СДСМ, кој сака да ви ги обяснам. Миле Зечевиќ, каде е конфликтот на Миле Зечевиќ со Зоран Заев, ВМРО ДПМНЕ, бугарското мешување во политичките разврски во Република Македонија, ќе се обидеме идниот четврток да направиме политичка анализа, бидејќи сега во недела интервјуто, бомбоне интервју Лјупчо Георгиевски против Тома Аврамски, кој ќе може да го гледате недела во 22 часот. Тука би сакал да кажам уште 2 или 3 работи за да можеме да заокружиме целата политичка анализа. Како и 2017 година Еди Рама се вмешува во политичките разврски во Република Македонија, име Тиренска платформа број 2, но не сега околу формирање на нова влада, туку околу формирање на предизборна европска коалиција која би требало да ги победи изборите 2024 година. Дали тоа ќе се случи ќе видиме. Тоа се нивните внатрешни математика кои сега се случуваат на македонската политичка сцена. На она средба во Вила Парк во Струмица, Али Ахметија прави политичката анализа, која е спротивставува на политичката анализа на Зоран Заев, како вели Зоран Заев. Анкетите сега победува дека ВМРО ДПМН нема да ги изгуби следните избори. За разлика од Зоран Заев, Али Ахметија прави политичка анализа каде што вели дека ако сега биде направена таа широка влада помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, тогаш рейтингот на левица од сегашни 10, 11, 12 пратеници ќе оде на 20 пратеници и сегашниот рейтинг на Дуј од 17, 18 пратеници ќе оде на над 20 пратеници. Или збирот на левица и на Дуј би бил помеѓу 35 и 40 пратеници, каде што ниту Бадентер би се обезбедил и многу тешко би се обезбедило ново двотретинско мнозинство. Тоа е стратегијата на Дуј, дека ако СДСМ и ВМРО направат одредена коалиција, ќе расте рейтингот на Дуј и единствена партија која ќе биде во опозиција во Македонија би била левица, тогаш драматично би растела рейтингот на Дуј. Значи на платформата и стратегијата на Заев треба ВМРО ДПМН да направат коалиција која ќе има повеќе од 80 пратеници и ќе може да ги спроведи уставните измени. Дуј ја спротивставува стратегијата дека европската коалиција единствено и овозможува на СДСМ континуитет не само на власта, туку и победа на изборите 2024 година. Тоа е нашата политичка анализа, нешто регионално, нешто македонско. Во четврток, значи за една недела, ќе имаме продолжување број 2 нова политичка анализа. Се надам дека ви се допадна сегашната политичка или вечерашната политичка анализа. Подсетување до сите оние кои се мембарси на каналот YouTube Васко Ефтов, по завршување на оваа анализа, ќе можеме да имаме видео чат комуникација кај што вие ќе поставувате прашања и ќе имате ваши сугестии, размислувања во врска со овие мои искажени политички анализи и стојалишта, а јас ќе можам да ви одговорам. Ако ви се допадна емисијата, ново дружење недела во 22 часот, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.